Добар ден, почитувани присутни во салата на Советот на Општина Куманово, почитувани гледачи пред малите екрани. Ја отварам 33-та седница на Советот на Општина Куманово. Најпрви сакам да ги поздравам членовите на Советот на Општина Куманово, потоа присутните представници на Општинската администрација, присутните представници на јавните предпријатија, на јавните установи и секако ценетите представници на медиумите. За денешнава работа го предлагам дневниот ред кој сите го добивме по електронска пошта. Отварам расправа по вака предложениот дневен ред. Дали некој бара збор? За збор се јави првен секретарот Десенка Стошевска, повелете. Благодарам. Почитувам председател на Совет, почитувани членови на Совет и сите присутни на седницата. Предлагам дневниот ред да биде дополнет со уште една точка, а тоа е предлог одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства од буџетот на Општината Куманово за 2019 година за преземање на еден административен службеник. Се работи за преземање на еден административен службеник од јавната општинска установа библиотека Тане Ѓоргиевски со звање советник за административни, општи и правни работи во јавната општинска установа библиотека Тане Ѓоргиевски Куманово, на работно место советник за протокол во оделение за подршка на градоначалник, сектор за подршка на градоначалник и совет на општина Куманово. Согласно законот за вработените во јавниот сектор, член 44, ваква можност законот ја дава ваквата можност едно лице да биде се работи значи за мобилност преку превземање, едно лице да биде превземено од една установа во друга на барање на самиот вработен, на барање на институцијата од која треба да дојде. Во овој случај или друга институција која има потреба, во овој случај барањето е од општината Куманово, од градоначалникот на општината Куманово, заради зголемен обем на работа и потреба за пополнување на едно вакво работно место со оглед на тоа што ни престои сега празникот на градот 11 ноември, имаме потреба од работа на вакво лице. Благодарам. Благодарам. Потоа беше пријавена раководителката Лидија Спасовска Ланк, повелете. Благодарам, почитувана председателке, почитувани советници и сите останати присутни во сала. Како дополна на дневен ред ја предлагам точка предлог одлука за давање согласност за аплицирање на јавен повик за изработка на техничка документација од страна на Фондот за техничка документација при UNDP, објавен и финансиран од страна на UNDP и Кралството Шведска. Имено се работи за јавен повик на кој што можат сите општини на територија на Република Северна Македонија да аплицираат. Ние како сектор одвоивме проект Индустријска зона Речица, значи ќе аплицираме за изготвување на техничка документација за атмосферска, гасоводна и патна инфраструктура. Можеме да аплицираме во вредност до 30.000 евра, не знам колку ќе чини оваа проектна документација, истата ќе биде изградена дел од сопствени средства, а за останатиот дел ќе аплицираме пред другите институции за да по можност добиеме средства и истата зона ја уредиме целосно. Благодарам. Благодарам. Следен пријавен беше Александар Гелевски од секторот за урбанизам, повелете. Добар ден на сите. Вака во однос на дневниот ред предлагам повлекување на точката подреден број 10, предлог одлука за утврдување на потреба од донесување на урбанистичка планска документација за катастарска парцела 3421, местноста викана Говедарски пат, катастарска општина Куманово, и точката 24, предлог одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичка планска документација за катастарска парцела 16861, улица Вука Арџичка, Куманово. Како дополнителна точка за овој дневен ред ја предлагам предлог одлука за донесување на измена и дополна на детален урбанистички план за дел од урбана единица Тодемен дол, дел од урбан блок 62,
плански опфат помеѓу улица 3 Македонска ударна бригада, улица Тодемен дол, улица Зелен пазар и улица Страшко Симонов, општина Куманово. Материјалите за дополнителната точка ќе бидат доставени во текот на самата седница. Благодарам. Има уште пријавени. Марија Бабан, повелете. Добар ден на сите. Почитуван председател на Совет, почитуван секретар, почитувани советници и сите останати присутни. Како точка за дневен ред на денешната седница ја предлагам предлог одлуката за збратимување на општина Куманово, Република Северна Македонија со општина Нови Сад во Република Србија. За појаснување, во 2018 година, точно на 10 ноември, општината Куманово и општината Нови Сад потпишаа писмо за намери, односно за интерес, со тоа што сега оваа година од двете страни постои заеднички интерес оваа соработка до сегашна да се продлабочи, односно преку донесување на одлука за збратимување помеѓу двете општини. Благодарам. Благодарам. За збор се пријави советникот Драган Петковски, повелете. Благодарам. На минатата седница имавме точка на дневен ред квартален извештај за работа на јавно претпријатие Зариште. На самата седница без никакво образложение на средина на точката оваа точка беше повечена. И сите очекувавме да на денешната седница да имаме таква точка за разгледување, колку што гледам никаде нема такова. Моето би сакал да прашам дали јавните претпријатија имаат рок во кој што треба да ги достават извештаите до Советот. И какво е тоа ако не се стави денеска на дневен ред таа точка, ќе разгледуваме за вториот квартал, а веќе има поменато и третиот. Така да би сакал да апелирате до јавните претпријатија извештаите да ги даваат многу поредно. Благодарам, ова ќе го сватам како процедурална забелешка, бидејќи не е расправа по дневниот ред, а знаете дека и независно од законските рокови, кои во секој случај делумно беа испочитувани, бидејќи првата верзија беше поднесена во рокот, но со тоа што ја повлекуваат веќе го пробиваат, сепак е обврска и право на предлагачот, така да зависи од нив. Меѓутоа се придружувам на вашиот апел тоа да биде во рамките на законски утврдените рокови. И очекувам на некој од наредните седници да добиеме таков предлог извештај. Уште Зоран Петрушевски, повелете. Благодарам. Во врска со дневниот ред имам предлог на две точки за кои што денеска би предложил Советот да расправа и двете ги црпам од програмата за работа на Советот на општина Куманово, нормално донесена, усвоена од овој орган таму некаде на почеток на годината. Првата точка која ја предлагам е информација за активностите на инспекцијските органи во општина Куманово во периодот 1.7.2018, 31.12.2018 година. Имено, кој се сеќава на минатата седница, советнички прашања беа, па во оквир на тие прашања, одговори и така натаму, градоначалникот мене ме обвини дека сум манипулирал со јавноста кога овдека сум споменувал дека нашата инспекцијска служба, организирана во вид на сектор за инспекцијски надзор, никогаш не сум побарал, нити некој побарал да даде извештај за своето работење. Јас побарав помош од председателката да го малце информира председателот дека има, градоначалникот дека има такви предлози, но тоа не се случи и затоа еве сега ја предлагам оваа точка која не ја измислувам, туку ја црпам од програмата за работа на Советот. Повторувам, се бара информација за активности за период 1 јули 31.12.2018 година. Чисто да види јавноста кој манипулира со неја кога вели дека ние не сме барале да разгледуваме прашања во врска со работа на оваа наша општинска служба. Вториот предлог
повторно е на иста тема, но се работи само за друг термин. Предлогот е информација за активности на инспекцијските органи во општина Куманово во периодот 1.1.2019 30.6.2019 година. Повторно аргументацијата е иста, да видат граѓанството кој манипулира со него. Кажано со други зборови, ние овдека како Совет сме утврдиле потреба, важно е да расправаме за тоа како работи оваа наша општинска служба. Многу е важно како работат овие луѓе, да ние овдека знаеме да даваме одредени напатствија. И само уште еден момент многу важен, синој кога се случи, бевме на промоција на документарниот филм на гимназија, одејки према занатскиот дом, видовме на плоштадот цвеќиња насадени, убаво, добро, враќајќи се за 2 сата цвеќињата буквално беа распарчани, расфрлани. Повторно се поставува прашањето што работи таа наша комунална инспекција. Благодарам. Ви благодарам. Јас би сакала да дискутирам по вашите два предлога. Ако во прилог на она што го говорите, се согласувам со вас дека треба да имаме увид каква е состојбата, какви се наодите на инспекцијските служби и имам информација од службите, од администрацијата дека детален извештај, не знам дали точно за периодот кој го предлагате, тоа накнадно ќе го утврдиме, овие служби подготвуваат за наредната седница. Останува вашето право да предлагате на ова, само во прилог на тоа дека се работи, доколку сакате, може да ги повлечете, доколку не, ќе останат и ќе се изјаснуваат. Повелете. Така, не знаејќи ја ова информација, сакав нели да укажам на важноста. Јас се согласувам, ако е така, нормално многу е подобро тоа да го расправаме на идната седница, сега ги повлекувам овие два предлога. Ви благодарам. Се пријави и директорот на јавното предпријатие Водовод Горан Стојковски, повелете. Благодарам председателке, почитувани присутни. Имам предлог за уште една точка на дневен ред, а тоа е предлог решение за давање согласност на одлука на управен одбор на ЈП Водовод за усогласување на вредност на бод за пресметување на плати на вработени во ЈП Водовод. Имено согласно Закон за изменување и дополнување на Закон за исплата на плати, службен вестник на РСМ број 202/19, со член 3 се менува член од Закон за изменување и дополнување на Закон за исплата на плати, службен вестник на РМ број 139/14, кој гласи дека работодавачот утврдува право за плата во 2 година да може да се зголеми за 5%. Имајќи во предвид дека една од обврски на основачот на јавното предпријатие, а тоа е Совет на општина Куманово, согласно член 11 став 6 од Закон за јавни предпријатија, да дава согласно за вакви одлуки. Ја ставам ова точка како предлог точка на дневен ред. Благодарам. Дали има уште некој предлог? Дискусија? Нема, ја заклучувам расправата и би ве замолила да се изјаснуваме предлог по предлог. Најпрвин имавме нова предлог точка, предлог одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства од буџетот на општина Куманово за 2019 година за превземање на еден административен службеник. Повелете, изјаснете се дали сте за оваа точка да оди на дневниот ред денеска. Повелете, кој е за? Благодарам. Предлогот беше усвоен со 20 гласа за, 5 мина против и 3 воздржани. Ве молам да се изјасните и во однос на втората нова предлог точка, предлог одлука за давање согласност за аплицирање на јавен повик за изработка на техничка документација од страна на Фондот за техничка документација при UNDP, објавен финансиран од страна на UNDP и Кралството Шведска. Повелете.
Благодарам. Предлогот беше усвоен со 22 гласа за, 5 против и 1 воздржан. Ве молам да се произнесете и по третата ново предложена точка, а тоа беше предлог одлука за донесување на измена и дополна на детален урбанистички план за дел од урбана единица Тоде Мендол, дел од урбан блок 62, плански опфат помеѓу улиците 3 Македонска ударна бригада, улицата Тоде Мендол, улицата Зелен пазар и улицата Страшко Симонов, општина Куманово. Повелете. Благодарам. Предлогот го усвоивме, новата предлог точка всушност се усвоивме со 19 гласа за, 6 мина против и 2 воздржани. Следната предложена точка беше предлог одлука за збртимување на општина Куманово, Република Северна Македонија со општина Нови Сад, Република Србија. Повелете. Благодарам. За гласа 19 члена на Советот, 5 мина беа против и 4 воздржани. Следниот предлог по кој треба да се изјасниме е предлог решението за давање согласност на одлуката за усогласување на вредноста на бодот во јавното претпријатие Водовод Куманово. Повелете. Ви благодарам. За гласа 21 советник, 4 против, 2 воздржани. Констатирам дека поединечно сите беа усвоени предлози, меѓутоа сега да гласаме за интегралниот дневен ред и за редоследот. Предлагам заради на некој начин и свечениот момент и свечениот карактер на предлог одлуката за збртимување на општина Куманово со општина Нови Сад, тоа да биде прва точка од денешниот дневен ред. Потоа останува онака како што сме ги добили во материјалите, се разбира со тие две повлечени што ќе бидат изоставени 10-та и 24-та, а останатите точки, преостанатите да бидат оставени на поредот последни на крајот од денешниот предлог дневен ред. Како што ги изгласавме, да. Да, овдека имам реакција дека се бара заради изработка на материјали, точката за одлука за несување на измени и дополна на ДУП да биде последна. Значи, оние по редоследот, а таа за измена да биде последна. Се надевам набрзо ќе ни го направите пречистениот дневен ред, за да имаме увид како да работиме, а сега целосниот дневен ред со овие дополни измени го ставам на изјаснување. Повелете, гласете. Благодарам. Дневниот ред го усвоивме со 22 гласа за, 1 против и 5 мина воздржани. Пред да преминеме на материјалниот дел од расправата, јас би ве замолила сите присутни за извинување, особено за представниците на мисијата на ОПСЕ, кои денеска исто така се меѓу нас, а заборавив во воведните зборови да ги поздравам. Ви благодарам за вашето присуство, секој сте добродојдени на нашите седници. Продолжуваме со усвојување на записникот од 30-та седница на Советот на општина Куманово. Ве молам да се прво дали некој има забелешки. Нема забелешки, ве молам да се изјасниме кој е за тоа да го усвоиме записникот од 30-та седница на Советот на општина Куманово. Повелете.
Ви благодарам, записникот го усвоивме со 22 гласа за, ниту еден против и еден воздржан. Преминуваме со работа по веќе утврдениот дневен ред. Прва точка, предлог одлука за збратимување на општина Куманово, Република Северна Македонија со општина Нови Сад, Република Србија. Одлуката ја добиваме во моментот. Јас би сакала, бидејќи на самата седница ги добиваме материјалите, да ја прочитам, има 4 члена и во интерес на членовите на Советот и на јавноста. Одлуката гласи за одлука за збратимување на општина Куманово, Република Северна Македонија со општина Нови Сад, Република Србија. Член 1, општина Куманово, Република Северна Македонија општина Куманово да се збратимува со општина Нови Сад, Република Србија. Член 2, видот и начинот на соработката помеѓу општините Куманово и Нови Сад ќе се утврдат со посебен договор. Член 3, се овластува градоначалникот на општина Куманово да го потпише договорот за соработка помеѓу збратимените општини Куманово и Нови Сад. И член 4, одлуката влегува во сила со денот на објавувањето во службен гласник на општина Куманово. Вака гласи текстот на одлуката. Отварам расправа и понатаму, дали некој се јавува за збор во прилог на ова. Повелете, советникот Драган Петковски. Благодарам, председателке, почитувани колеги советници, почитувани присутни. Би сакал само едно појаснување. Колку што ми е на мене познато, може би грешам, не знам. Нови Сад е составен од повеќе општини. Што е Скопје, град Скопје, составен од повеќе општини, така ми се чини дека и Нови Сад. И оваа одлука дали е збратимување со град Нови Сад или со некој од општините во Нови Сад. Мислам дека такво нешто не имам. Повелете, Бабан Марија. Вака станува збор за збратимување со град Нови Сад. Да. Со град Нови Сад. Тоа е, да, се збратимуваме со градот Нови Сад, инаку немаат посебни општини Нови Сад, Ниш и другите, меѓутоа имаат статус на град. Таму е друг тип на локална самоуправа, одредени поголеми општини, поголеми локални самоуправи имаат статус на град, а при тоа да немаат општини во состав како што има Белград и како што има Скопје кај нас, не е подеднакво концепирано, меѓутоа ние се збратимуваме целосно со градот Нови Сад. А кај затоа има дополнение, во Република Србија градовите имаат градоначалник, а останатите општини имаат председател на општината. А помалите кои немаат статус на град, додека кај нас сите независно урбани и рурални имаат статус градоначалник. Назив, всушност, статусот е исти, можеби назив. Малку компаративна анализа на состојбата со локалната самоуправа во соседната Србија. Дали некој друг ба разбор? Ако нема, ја затварам расправата и предлог одлуката за збратимување на општина Куманово со град Нови Сад. Ова е можеби добра забелешка сега на колегата. Во одлуката стои општина Нови Сад. Да бидеме во духот на ова што го разграничуваме, да направите исправка со град Нови Сад. Република Србија, ја ставам на изјаснување. Благодарам. Одлуката усвоивме со 25 гласа за, ниту еден против и тројца воздржани. Одиме на втората точка од дневниот ред, предлог решение за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на статутот на јавното предпријатие Чистота и зеленило и Куманово. Мислам дека и втората точка е поврзана. Предлог програма за измена и дополнување. Меѓутоа, да не спојуваме расправата. Ајде, најпрво отварам расправа по предлог решението за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на статутот на јавното предпријатие Чистота и зеленило Куманово. Повелете. За збор се пријави советникот Зоран Петрушевски. Повелете. Така, благодарам. Лично почекав малце да се јави директорот
мислев да објасни, бидејќи стварно овдека предлагаат да се измени статутот со додавање на една реченица дека ова јавно предпријатие во иднина ќе може да работи на изградба на патишта и автопати. Навистина така многу чудно звучи, Чистоќа и зеленило да гради автопатишта. Веројатно има некој објаснение, не знам какво е, бидејќи не можам да ги навистина сватам овдека ова јавно предпријатие е главно регистрирано за она дејност, главно нели околу сметот и така натаму од зеленилото и слично. Имаат некои чудни овдека моменти дека ќе одгледуваат зеленчук, дињи и лубеници. Па ќе градат и патишта и автопатишта, плюс некој милион денара од општината побаруваат. Навистина интересна ситуација. Пред 3-4 месеца, 5, кога донесувавме програми овдека, директорот се колнеше дека за тие 2-3 милиона за програмата за одржување ќе ја сработи работава, потоа излезе бара уште, сега уште милион. Навистина, директоре, првин требаше да земете збор и да ни објасните, да не предпоставуваме овдека, може би и смешно ова што јас го кажувам, но читајќи, навистина изгледа смешно. Така, благодарам. Благодарам. За збор се јави директорот Даниел Стојчевски, повелете. Почитуван председател на Совет, почитувани советници, почитувани присутни. Значи, вие бевте тој иницијатор на некакви заклетви дека градот ќе биде чист. Не знам градот дали е чист и колку е чист, меѓутоа гарантирам дека е почист од претходните години во основа на таа програма што имаме со оние средства што работиме. Ова шифра 4211 изградба на патишта и автопати е само шифра на дејноста која што сака да ја вметне во своето работење јавното предпријатие и на која може да одговори, а се однесува за обележување на патишта и други ознаки. Меѓутоа, обележување на патишта и други ознаки спаѓа во шифрата на дејност 4211.11 која што гласи изградба на патишта и автопати. Значи не се работи за никаква изградба на патишта и автопати, туку се работи само доколку општината е во можност да ја вметне оваа работа на јавното предпријатие во програма со дополнителни средства за да можете да имаме поголеми обележени места и хоризонтално и вертикално обележување. Она што се однесува за втората точка, која што не е сега тема на разговор, ќе дадам подоцно објаснување. Значи тоа се работи за сосема друга програма, зимско одржување, која минатата година изнесуваше 2,5 милиони, а сега ова година ќе изнесува 3,5 милиони, значи се зголемува ставката за милион денари, бидејќи јавното предпријатие доби донација опрема од страна на општина Куманово, со која опрема ова година со поголем капацитет ќе можеме да изнесуваме поголеми количини на снег доколку нормално има, доколку не таа програма ќе остане нереализирана. Ние работиме врз основа на ценовник кој што го имаме утврдено и врз основа на тој ценовник фактурираме на општина Куманово. Доколку не бев доволно јасен, можам уште дополнително објаснување да дадам. Благодарам. Ви благодарам. Дали некој друг баре збор? Драган Петковски, повелете. Благодарам, председателке. Со донесување на оваа одлука ми се чини дека јавното предпријатие Чистота и зеленило прераснува во, така во наводници кажано, девојка за се. Значи, ова јавно предпријатие е формирано со основна дејност одржување на хигиена, чистота, собирање на комунален смет во градот. Ова јавно предпријатие работи и со погребални услуги, значи одржување на гробишта. Покрај тоа му наметнавме уште сијасет други дејности, од угостителска дејност, ресторани, до базени, не знам. По која основа сега метнуваме нешто што нема никаква врска со дејноста на оваа предпријатие. Во градот имаме јавни предпријатија кои што се многу поблиски со дејност обележување на јавни патишта. Ние знаеме дека дали беше минатата или предминатата година, јавното предпријатие Водовод набави машина за обележување на сообраќајните површини.
Значи сега таа машина ја има водовод, а чистота се метнува да обележува. А по некоја моја логика, не исправете ме ако грешам, јавното предпријатие паркинг е најсоодветно за обележување на сообраќајни површини. Те и така ги обележуваат паркинг просторите, па нека ги обележуваат и сообраќајните површини. Зашто да се расплинуваме сега? Едно ќе обележува чистота и зеленило, друго ќе обележува водовод кој што има машина за такво нешто, а трето ќе обележува Куманова паркинг. Значи, по некоја моја логика, оваа дејност би требало јавно предпријатие Куманова паркинг да ја извршува. Благодарам. Благодарам. Повелете, директор. Значи, првен, јавното предпријатие Водовод има проблем со регулаторна комисија со вметнување на ова дејност со своето работење. Друга работа, воопшто не гледам дека не е сродно во работењето на јавното предпријатие Чистота и зеленило, која во моментот ги мети улиците, ги чисти улиците, ги пере со цистерна, а за една таква работа, извршување на обележување, се тоа што го наведов е неопходно за да имаме убаво обележен град. И јавното предпријатие Чистота и зеленило располага со доволен број на општи работници кои би можеле да ја завршат оваа работа. И не гледам ништо спорно во ова. А за делот на угостителските објекти, ресторантите, мојот став го знаете, е познат за тој дел од работата. Меѓутоа, во ова не гледам ништо спорно, јавното предпријатие си ја презема ова работа. Благодарам. Петковски, реплика. Повелете. Добро, држи и ова до некаде. Само ме интересира дали машината за обележување што сега ја има јавно предпријатие Водовод во собственост, со ваше образложение дека веќе не може како такво предпријатие да врши обележување, дали ќе премине во ваша собственост и по која основа? Повелете, Стојчевски. Значи има можност врз основа на одлука на Совет целокупната опрема што има јавното предпријатие Водовод да биде префрлено на најавното предпријатие Чистота и зеленило и тука нема ништо спорно. Благодарам. Зоран Петрушевски бараше збор. Повелете. Или реплика. Повелете. Па така, повеќе како реплика, кога директорот вели нема проблем ова да се напише, ние ќе го сработиме. Само да ви кажам дека преска прочитав. Вие во вашите шифри на дејности имате одледување на зеленчук, дињи и лубеници. Па имате собирање на шумски плодови и производи освен дрва. Значи, вие овдека редите некои работи за кои што се навистина смешни. Мене ми е страв. Немој утре да кажете, па ние ова не можеме, па ова треба некаква си стручност, па не знам. Не, вие се ги потенцирате вашите општи работници, добро дека таа работа ќе ја сработат. Така сметате, добро работите ли ги вие овие работи, што овдека напишани? Дали вие производите лубеници? Благодарам. Благодарам. Повелете одговор на репликата. Значи, повторно имаме иста состојба исто како кај ова дејност, изградба на патиште и автопати, каде што е вметнато обележување на патиште и други ознаки. Меѓутоа, вие добро знаете дека јавното предпријатие има собствен расадник кој се занимава со производство и одледување на дрвја, цвеќиња и овие шифри кои што се вметнати се однесуваат токму на тие расади кои што ги има јавното предпријатие. Јавното предпријатие произведува производи од типот на дрвја и цвеќиња за продажба на граѓанството по ценовник утврден од страна на Советот на општина Куманово, меѓутоа и последуваме во градот врз основа на утврдената програма за работа на јавното предпријатие. Не гледам ништо спорно во тоа. Тие дејности што ги читате е целокупен опис на називот со кој што може да се занимава јавното предпријатие. Тие дејности се утврдени од многу поодамна и ова дејност јавното предпријатие работи подолг временски период. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг баре збор? Нема пријавени, ја заклучувам расправата и предлог решението за давање согласност на одлуката за измена и дополнување на статутот на јавното предпријатие Чистота и зеленило Куманово го ставам на изјаснување. Повелете.
Благодарам. За гласа 16 члена на Советот, 6 мина беа против и 3 воздржани. Сега сме на третата точка од дневниот ред, програма за измене и дополнување на програмата за одржување јавна чистота на јавни сообраќајни површини во Куманово за 2019 година. Отварам расправа по оваа програма за измене и дополнување. Повелете. И ве молам малку за внимание. Од почетокот на седницата малку трпение да се сослушаме. Дали некој бара збор по третата точка? Повелете. Нема пријавени, ја заклучувам расправата и програмата за измене и дополнување на програмата за одржување на јавна чистота на јавни сообраќајни површини ја ставам на изјаснување. Повелете. Благодарам. За гласа 15 советника, 7 мина против и 2 беа воздржани. Четвртата точка од денешниот дневен ред гласи предлог статутарна одлука за измени и дополнување на статутот на општина Куманово. Отварам расправа по оваа предлог статутарна одлука. Повелете, дали некој бара збор? За збор се јави советникот Драган Петковски. Повелете. Благодарам, председателке. Ние како советничка група сме на став дека немаме добиено мандат од граѓаните да вршиме една ваква измена и да учествуваме во работа за една ваква измена. Затоа сме на став дека ќе напуштиме просторијава додека се одлучува за оваа точка. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Нема други пријавени. Ја заклучувам расправата и предлог статутарната одлука за измени и дополнување на статутот на општина Куманово ја ставам на изјаснување. Повелете. Благодарам. Одлуката донесовме едногласно со 18 гласа за и ниту еден против и воздржан. Со оглед на тоа дека вакви одлуки според нашиот статут и деловник мора да се носат и со Бадентерово мнозинство, така наречено Бадентерово мнозинство, значи да имаме мнозинство и од представниците на немнозинските заедници кои гласале. Јас би ве молила да провериме дали имаме Бадентерово мнозинство. Не, имаме, треба ни мнозинство од присутни и мнозинство од присутните. Дали веќе имаме? Добро, тогаш ги молам само, за да тоа го утврдиме, само советниците кои не се изјасниле како македонци, значи сите останати повторно да се изјаснат, дали се за ваква одлука. Сите останати етнички заедници повторно да гласаат за оваа одлука. Со да се разбира електронски. Ајде уште еднаш, ве молам да го поништите гласањето. Освен членовите на Советот кои се изјасниле како припадници на македонската нација, како мнозинска заедница, сите останати албанци, срби, роми, ве молам повторно да се изјасните дали сте за оваа предлог статутарна одлука. Повелете, гласете електронски. Благодарам. Значи, од присутните 9, сите 9 беа за, така да го обезбедивме и потребното Бадентерово мнозинство. Констатирам дека ја усвоивме предлог статутарната одлука за измени и дополнување на статутот на општина Куманово. Продолжуваме понатаму. Следната пета точка гласи
Предлог одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Куманово и општина Старо Нагоричане. Отварам расправа по оваа точка. Повелете. За збор се пријави советникот Драган Петковски. Повелете. Благодарам, председателке. Разгледајќи ги материјалите за овие неколку точки, се сложувам дека треба да се воспостави една ваква соработка и дека сигурно општина Куманово треба да и помогне на општина Стара Нагоричане, бидејќи тие се мала општина и немаат потреба од едни вакви инспекцијски служби. Меѓутоа, никаде не сретнав дали за извршената работа што ќе врши општина Куманово за општина Старо Нагоричане ќе има некоја надокнада. Како ќе биде пресметувана таа надокнада? Дали паушално, дали по повик, дали по спрема извршена работа? Значи би сакал предлагачот малку да ми го објасни врска со оваа надокнада. Благодарам. Благодарам, повелете. За збор се јави Јовица Димковски. Повелете. Добар ден, почитувани председатели, почитувани советници, почитувани советници. Значи, самата комисија што ќе биде формирана од страна на Советот, вие ќе имате три точки за ова. Предлог за воспоставување на општинската соработка, ќе пристапи кон изготвување на договор каде ќе биде утврдено комплетно се, значи и на местокот кој ќе се плаќа од страна на општината Старо Нагоричане кон општина Куманово. Тука ќе зборуваме за дневници, ќе биде утврдено како општинските инспектори ќе одат до општината Старо Нагоричане, дали ќе биде утврдено со нивен превоз, дали ќе биде со наш превоз и тогаш комплетно ќе можеме да излеземе со потпишани на договор, кој секако и вие може да го имате на увид, за да утврдиме точно како и што ќе се плаќа, секако дека согласно законот за меѓуопштинска соработка е утврдено и такво нешто. Секако дека ќе се пристапи до реализирање на тоа. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Нема други советници кои би дискутирале по оваа точка. Ја заклучувам расправата и предлог одлуката за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Куманово и општина Старо Нагоричане, ја ставам на изјаснување. Повелете. Благодарам, одлуката усвоивме со 15 гласа за, ниту еден против и 5 мина воздржани. Следната точка, предлог решение за именување на членови во заедничката комисија за подготовка на предлог на актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Куманово и општина Старо Нагоричане. Отварам расправа и по ова предлог решение. Повелете. За збор се пријави советникот Томица Илич. Повелете. Благодарам, председател, почитувани колеги советници, општинска администрација. Значи на комисија за младите прашања, избори и именувања вчера беше разгледано Повелете, продолжете. Значи ја разгледавме Колега, сега првин треба да донесеме одлука за формирање, па следната точка ќе ја предложите следната. Да, така да. Да, рано е уште да предложите следната. Ајде првин, дали има дискусија во однос на одлуката за формирање заедничка комисија? Нема. Ја заклучувам расправата и
Предлог одлуката за формирање на заедничка комисија за подготовка на предлог на актот за успоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Куманово и општина Старо Новоричане, ја ставам на изјаснување. Повелете. Благодарам, одлуката освоивме со 16 гласа за, ниту еден против и тројца воздржани. Следната точка е предлог решение за именување на членови во заедничката комисија за подготовка на предлог на актот за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу општина Куманово и општина Старо Новоричане. Отварам расправа по оваа точка и еве јас би сакала да се јавам во интерес на јавноста. Тоа се сите овие точки едно по друго што ги донесуваме и кои понекогаш делуваат дека се преклопуваат, всушност се законските чекори кои ги предвидува Законот за меѓуопштинска соработка. Тоа е текот. Најпрви се поднесува иницијатива за воспоставување на меѓуопштинска соработка. Таа иницијатива ја поднесе општина Старо Новоричане на својата седница, на својот совет. Откако тие усвоија предлог иницијативата, ја доставуваат до општината со која сакаат да соработуваат, во случајот општина Куманово, и еве ние на оваа седница ја прифаќаме иницијативата, ја изгласавме одлуката за формирање на заедничка комисија и сега на оваа точка предлагаме наши представници, наши членови во таа комисија. Отварам расправа, повелете Томи Селич. Благодарам, председателке, сега дојдовме на таа точка. Значи, Комисија за младите прашања и именувања му предлага на Советот за членови во заедничка комисија за подготовка на предлог акта за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу општина Куманово и општина Старо Новоричане, да бидат Сандра Јовановиќ, вработен во општина Куманово, Јовица Димковски, вработен во општина Куманово и Бобан Бојковски, вработен во општина Куманово. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бе разбор? Нема други пријавени. Ја заклучувам расправата и предлог решението го ставам на изјаснување. Повелете. Благодарам. За гласа 16 советника, ниту еден против и 6 мина беа воздржани. На дневен ред ни е и следната точка, 8. Предлог одлука за продолжување на работно време на ugostiteljskите објекти што се наоѓаат на подрачјето на општина Куманово. Отварам расправа по оваа точка. Иако кај нас советниците немаат дилеми, во интерес на јавноста јас би го замолила овластениот представник на администрацијата да ни објасни за какво продолжување на работно време се работи. Повелете секретарот Десенка Стошевска. Благодарам. Значи, согласно Законот за угостителска дејност, член 23, последниот став вели дека Советот на општината, односно Советот на градот Скопје за одредени туристички, културни и друг вид манифестации содржани во годишните програми, можат да го продолжат работното време најмногу за 2 часа за гостителските објекти, остав еден на овој член, ново време траење најмногу до 3 дена. Со оглед на тоа дека во текот на месец ноември, значи 11 ноември е нашиот празник, денот на градот, меѓутоа и претходните денови, согласно програмата за културни манифестации, ќе имаме културни манифестации кои ќе се одвиваат на градскиот плоштад. Заради тоа има потреба и законот го дозволува, значи најмногу до 3 дена, за 2 часа повеќе од дозволеното време, да се продолжи работното време на угостителските објекти. Така да ова и претходните години сме го правеле со одлуки на Советот. Впрочем, и сега мислам дека Советот треба да донесе една ваква одлука. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг сака да дискутира по оваа точка? Нема пријавени, ја заклучувам расправата и предлог одлуката за продолжување на работното време на ugostителските објекти што се наоѓаат на подрачјето на општина Куманово, ја ставам на изјаснување. Повелете.
Ви благодарам, одлуката ја изгласавме едногласно со 22 гласа за и ниту еден против и воздржан. Следната 9 точка од дневниот ред гласи предлог одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 755, местност викана Вртача, катастарска општина Довезенце, општина Куманово. Повелете кој дали да отворам расправа најпрвен да. Еве имам подсетување и предлог кој јас лично го прифаќам, се надевам вие ќе го прифатите, бидејќи од 9 до 27 точка сите следни точки ни се предлог одлуки за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-плански документација. Предлагам да водиме заедничка расправа по сите точки. Ве молам да се изјасните по мојот предлог. Дали сте за да водиме заедничка расправа, а потоа поединечно се изјаснуваме. Повелете кој е за. Благодарам. Предлогот беше усвоен со 20 гласа за, ниту еден против и еден воздржан. Значи, отварам расправа од 9 до 27 точка. Повелете дали некој ба разбор. Нема пријавени. Ја заклучувам расправата и сега да пристапиме кон гласање поединечно точка по точка како доаѓа редот. Најпрви 9-та предлог одлука за утврдување потреба донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 755, местност викана Вртача, катастарска општина Довезенце, општина Куманово. Повелете. Благодарам. Одлуката донесовме со 19 гласа за и ниту еден против и воздржан. Следната предлог одлука за утврдување потреба донесување на урбанистичко-планска документација е за катастарска парцела 1995, местност викана Врлој страна, катастарска општина Шупли камен, општина Куманово. Повелете. Благодарам за гласа 17 члена на Советот, ниту еден не беше против, ниту воздржан. Ве молам да се изјасните и за потребата од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 1025, местност викана Шмрк, катастарска општина Куманово, општина Куманово. Повелете. Благодарам, одлуката ја донесовме едногласно со 18 гласа за, ниту еден против и воздржан. Ве молам да се произнесете и по предлог одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 680/4, местност викана Расие, катастарска општина Билјановце, вон граничен реон, општина Куманово. Повелете. Благодарам. Одлуката ја донесовме со 19 гласа за, ниту еден против и еден воздржан.
Произнесете се и по предлог одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 230/1, местност викана Белобрдо, катастарска општина Куманово, општина Куманово. Повелете. Благодарам. Одлуката ја донесовме со 21 глас за, ниту еден против и еден воздржан. Ве молам да се произнесете и по предлог одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 1621/7 и 1621/6, местност викана Поток, катастарска општина Орашец, општина Куманово. Повелете. Благодарам. Одлуката ја донесовме едногласно со 19 гласа за и ниту еден против и воздржан. Предлог одлука за утврдување потреба донесува урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 1346/2, местност викана Рид, катастарска општина Шупли Камен, општина Куманово. Повелете. Ви благодарам. Одлуката ја донесовме едногласно со 18 гласа за и ниту еден против и воздржан. А сега сме на следната точка. Предлог одлука за утврдување потреба донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 3423/7, местност викана Краста, катастарска општина Романовце, вон граничен реон, општина Куманово. Повелете. Градежен се извинувам. Благодарам. За гласа 19 советника, ниту еден против и воздржан. Произнесете се и по предлог одлуката за утврдување потреба донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 11927, местност викана Банево Трло, катастарска општина Куманово, општина Куманово. Повелете. Благодарам. За гласа 18 советника, ниту еден против и еден беше воздржан. Да се произнесеме и по предлог одлуката за утврдување потреба донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 513, местност викана Лука, катастарска општина Градиште, општина Куманово. Повелете. Благодарам. За гласа 17, ниту еден против и воздржан. Да гласаме и во однос на предлог одлуката за утврдување потреба донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 1182/2, местност викана Зебрник, катастарска општина Куманово, општина Куманово.
Благодарам. За гласа 18 члена на Советот, ниту еден против и ниту еден воздржан. Да се произнесеме и по предлог одлуката за утврдување потреба донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 1472/7, местност викана Озирој, катастарска општина Доброшане, вон Градежен реон, општина Куманово. Повелете. Благодарам. За гласа 19 советника, ниту еден против и воздржан. Да се произнесеме во предлог одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 3992, местност викана Василева Чешма, катастарска општина Куманово, општина Куманово. Повелете. Благодарам. За гласа 17, ниту еден против и ниту еден воздржан. Да се произнесеме по предлог одлуката за утврдување потреба донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 1663/7, местност викана Бардово, катастарска општина Пчиња, вон Градежен реон, општина Куманово. Повелете. Благодарам. Одлуката ја донесовме едногласно со 18 гласа за и ниту еден против и воздржан. Да се произнесеме по предлог одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 2191/2, местност викана Долна река, катастарска општина Довезенце, општина Куманово. Повелете. Благодарам. Одлуката ја донесовме едногласно со 24 гласа за и ниту еден против и воздржан. Следна предлог одлука за која треба да се произнесеме е одлуката за утврдување потреба донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 2775, местност викана Мала Тасинци, катастарска општина Четирице, општина Куманово. Повелете. Одлуката исто така ја донесовме едногласно со 23 гласа за и ниту еден против и воздржан. Да се произнесеме по предлог одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 1229/7, местност викана Аниште, катастарска општина Табановце, општина Куманово. Повелете. Благодарам. За гласа 19 советника, ниту еден против и воздржан. Да се произнесеме и по предлог одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 21/17, местност викана Кумли Баир, катастарска општина Билјановце, вон Градежен реон, општина Куманово. Повелете.
Благодарам, и ова одлука ја донесовме едногласно со 21 глас за и ниту еден против и воздржан. Да се произнесеме и по предлог одлуката за утврдување потреба донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 327/2 местност викана Тескоча, катастарска општина Довезенце, општина Куманово. Повелете. И ова одлука ја донесовме едногласно со 25 глас за и ниту еден против и ниту еден воздржан. Ви благодарам. След за збор се јави советникот Томица Илич, повелете. Барам пауза од половина час. Објавувам пауза во трајање од 30 минути. Продолжуваме со работа на 28-та точка од дневниот ред сме, која гласи предлог одлука за разрешување избор на членови на Комисијата за односи меѓу заедниците на Советот на општина Куманово. Отварам расправа по ова предлог одлука. За збор се јави советникот Томица Илич, повелете. Благодарам, председателке. Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања му предлага на Советот да ги разреши членовите на Комисија за односи меѓу заедници на Советот, представници на Влашка заедница, Бојан Костовски и Давид Цанајски, а на нивно место да се изберат Очка Салтировска и Александар Ташковски. Ви благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Нема други пријавени. Заклучувам расправата и предлог одлуката за разрешување избор на членови на Комисијата за односи меѓу заедниците на Советот на општина Куманово ја ставам на изјаснување. Повелете. Благодарам, одлуката ја донесовме со 20 гласа за, ниту еден против и тројца воздржани. 29-та точка од денешниот дневен ред гласи предлог одлука за давање согласност за обезбедени финансиски средства од буџетот на општина Куманово за 2019 година за превземање на еден административен службеник. Отварам расправа по ова предлог одлука. За збор се јави советничката Анета Шандева Донеска. Повелете. Благодарам, председателка. Почитувани колеги советници, почитувана општинска администрација, медиуми и гостите да ги поздравиме што веќе ги нема од мисијата ОПСЕ. Општо се јави да ви кажам дека ние секоја седница, речиси секоја седница, пред свршен чин добиваме и некои нови точки, за кои што ниту комисиите, ниту претходно сме информирани. Материјалите можеле да се подготват и претходно, за да по редовна постапка истите стигнаат до нас, да бидеме запознаени и соодветно да знаеме како да постапиме. Јас не гледам некаква итност по овие сите наредни прашања за кои што толку хитно мора нели да се разговара и ова не е некоја новонастаната состојба за која што не можело да се испланира. Значи прославата за 5 века од градот се знае дека ќе се слави и сега како еве конкретно за 29-та точка да се обезбедат финансиски средства од буџетот, можело да ни се достави и претходно, а не сега да расправаме без материјали и без соодветна подготовка. Не знам кај е грешката, меѓутоа ќе ве молам за наредните седници, ние како советничка група не сакаме да бидеме ставени пред свршен чин и да ни стигнат материјали 5 минути пред самото гласање. Затоа седнете, договорите се и истите благовремено да бидат спремени за да можеме соодветно да реагираме и да постапиме правилно. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Советникот Зоран Петрушевски, повелете. Така, благодарам. Сакам да се придружам на овие зборови, искажани од советничката Анета пред малце. Принципијално, конкретно за ова установа библиотека, знам минатите години многу размислувавме сите, има недостаток од кадарони и
им отидоа во пензии луѓе, па не може да се обезбедат согласности и навистина бројката таму се намали, имаше проблеми во врска со нивното работење. И сега еве наједнаш они имаат вишок луѓе, а пак општината имало мањак луѓе. И ќе трпи работата, и тоа во протокол, пазите, тоа е многу важна работа, све се тоа во ред и на крај пари од буџетот на општина Куманово. Сакам само да ви кажам дека минатата седница одобривте 7 коли да се купуваат сега, претходно некои други преминувања, повторно на грбот на буџетот. Како ќе им излезете пред очи на луѓето кои што ги враќате да им се помогне во некои нивни комунални проблеми што имаат или урбанистички проблеми, или не знам улици, асфалтирање, канализација и така натаму со изговорот немаме пари. Па ќе нема пари за тие работи ако парите главно се трошат за плати, за коли, за некои други непродуктивни, така да се каже, активности. Ја немам што друго да кажам, а плюс ова пак што точката се предлага, кумановски кажано, оптруп. Ајде, дајте човек од таму, а не градинката, туку библиотеката, нормално и градинките и сите други, се платите ги обезбедуваат од републичко ниво. И сега ние ќе му даваме плата на овој и на други луѓе од општинско ниво. Сето тоа значи на грбот на буџетот, а тоа значи на потребите на граѓаните. Навистина не гледам никаква потреба за вакви работи, но знам по кој пат тргнавте вие овдека како некое мнозинство во Советот, како луѓе кои што раководите со градот, како сте почнале така, терајте до каде ќе се стигне, навистина, јас не знам, ма што не знам, јас не е проблем, не знае никој во Куманово, луѓето имаат бескрајно многу проблеми, а вие овдека се бафтате со протокол за нашата годишница. Сето тоа си е во ред, али протокол кој значи и намалување на буџетот навистина нема смисла. Но, што е тука е како, мислите терете. Благодарам. Јас сакам да се јавам за збор. Одлуката за давање согласност е во наша надлежност, меѓутоа потребите од организација и потребите на администрацијата ги цене тој што е одговорен за организација на администрацијата, градоначалникот, секретарот и не треба да се омаловажуваат ниту една дејност, па ни во рамките на Советот за поддршка на градоначалник, организација, протокол и настани, со оглед на тоа дека коментирајќи речиси секоја актуелна точка на актуелни надлежности, актуелни теми, некои од нашите колеги се обидуваат да се грижат за политичката агенда на другите колеги, на прашањето на кој пат, само ќе кажам на прав пат. Толку имав да кажам по оваа точка, повелете други. Се јави Анета Шандева Донецка, повелете. Благодарам. Сепак еве, бидејќи е на прав пат, според мене не е на прав пат. Убаво кажа колегата, прво ќе се земаат средства од буџетот, а второ, почитувана председателке, овдека не е работата да собереме некој поем политички. Работата е да бидеме реални и искрени дека службите не си ја сработеле работата. Моето прашање се однесуваше или беше во вид на сугестија, беше по однос зошто сега. Значи, можело да се најде човек за протокол и пред извесен период, затоа што празникот, значи, ние знаеме дека ќе дојде од 5 века, нели, од постоење на Куманово. И не пред свршен чин, еве ви ги документите, и вие денеска ќе донесете одлука и гласите за уште едно ново вработување кое што ќе го оптерети буџетот. Дајте да не разговараме политички, да разговараме реално и сериозно. А патовите да ги оставиме. Има кој ќе ги цени патиштата, нели, какви се на едните, какви се на другите. Сепак да останеме достојни на она што сега го работиме и на нашето локално ниво за кое што сите седиме тука. Благодарам. Благодарам. Бидејќи ме спомнавте во одговор како реплика,
сите ги ценат нашите патишта и нашите дела, овдека сме ние избрани од граѓаните, да ги презентираме нашите ставови, нивните потреби и се разбира дека делот од нашиот начин на решавање на проблемите е политички обоен, начинот на решавање на проблемите, од тоа не можеме да побегнеме, а политичката конотација вашите колеги ја наметнуваат и се дрзнуваат, би кажала, да ги ценат нашите патишта, нашата идеологија, нашата застапеност. Мислам дека сме должни и би било некоректно да не дадеме токму ваков одговор, особено што во духот на нашата актуелна кампања, кога се прашува за нашиот пат, не само затоа што ни е таква кампањата, ние сме искрено убедени дека тоа е прав пат, а и граѓаните на општина Куманово со поддршката што ни ја даваат масовно на последните локални избори, на последните избори 28 години во Куманово длабоко не верува дека сме на прав пат. Да се вратиме на конкретната точка, политичката конотација вие заговарате и би било некоректно да останеме без коментар. Петрушевски, реплика, повелете. Така, кога веќе така се изјаснивте, дека сте вие на вистинскиот пат, ништо, јас само сакам да се извинам на вас, на граѓаните, што водам грижа за буџетот на општина Куманово, водам грижа да останат повише пари во буџетот, да се направат оние реални патишта, реални улици на нашите граѓани, реалните потреби. А вашиот прав пат во наводници, оној политички што си го терате, вие си го терајте, има кој да цени таа работа нормално кога ќе дојде денот, значи уште еднаш се извинувам што застанувам позади буџетот на општина Куманово и водам грижа за негово ненаменско трошење. А вие си терајте вашиот пат, дали е крив, дали е прав, времето ќе покаже, ќе видиме. Благодарам. Во одговор на вашата реплика, која ми го дава право деловникот и советникот, реализирајќи ја нашата политика и нашата програма за прав пат, токму имаме испланирано и реализирано вистински и реални инфраструктурни патишта и како никогаш во последните 11 години, бидејќи додека некои други ги трасира патиштата, не ставија ниту квадрат асфалт во и надвор од Куманово, никогаш не се изградени толку регионални патишта на сите, на коридорот 10, на коридорот 8, во сите околни општини, до Старо Новоричене, до Крива Паланка, до Липково, така да граѓаните кога ќе го одберат патот и тоа ќе го имат предвид, бидејќи конечно централната власт во Република Македонија се грижи подеднакво за сите граѓани, па и во општина Куманово и во регионот, сметаат дека заслужуваме да имаме нови модерни патишта и тоа реализирајќи оваа програма ние и го правиме. Дали некој друг бара збор? Советникот Драган Петковски, повелете. Благодарам, председателке. Пред да зборувам врска со оваа точка, да ви одговорам на вашето прашање, усвари на вашата констатација, дека не е ставен ни квадрат асфалт. Не би се сложил баш така, бидејќи најголемите инвестиции во патиштата во Куманово се направени од претходната власт. Автопатот Куманово-Скопје е реновиран. Претходната власт, автопатот Куманово-Табановце е направен од претходната власт. Да ги собереме сите регионални патишта во Куманово се помалку од овие два автопата. А инаку, што се однесува до оваа точка, не е спорно да се префали работник од едно во друга институција. Меѓутоа, спорно е што е толку итно оваа точка да ја ставаме баш денеска на дневниот ред. Зар немало време да се стави на време таа точка, па да се разгледа преку комисии, па да ги помине сите процедури. На самата седница се ставаат само точки кои што се итни. А тука не гледам никаква итност. Потребата од некој кој што ќе го работи протоколот во општина не се створила вчера или завчера, па сега итно да го решавам. Таа потреба е сигурно многу порано. Или ако е таа потреба за овие за прослава на 500 години Куманово, што со тој работник кој ќе помине оваа година? До година нема да бидат веќе 500 години Куманово, нема да има потреба од протокол. Значи пак таму ќе биде више. А во исто време, што е со работата што
што тој човек ја работел во библиотеката. Кој ќе работи сега? Значи таму ствараме сигурно недостаток на вработа. По мене многу посоодветно е, ако веќе има потреба за човек кој што ќе го работи протоколот за 500 години Куманово, ова да не биде трајно речение, него само привремено префрлање од библиотека во општина за потреба за извршување на определени работи, а потоа по завршување на таа потреба да се врати назад на работното место. А инаку вака со трајно префрлање не го решаваме. На едно место кукаме дупки, на друго место отвараме. Благодарам. Благодарам. За збор се јави секретарот Десенка Стошевска, повелете. Благодарам. Значи, овдека потребата ја знаеме ние во општинската администрација и некои работи не можат да се предвидат. За едно лице дали ќе остане на боледување или значи ќе има некои приватни обврски, било какви. Во конкретниот случај во секторот имаме службеник кој ги водеше овие работи, кој остана на боледување и неизвестно е до кога ќе биде на боледување. Тоа можете слободно да го проверите, значи во службите. Во однос на тоа, значи потребата доаѓа и оттаму. Во однос на тоа да се превземе службеник на одредено време, таква законска можност не постои. Законот за вработените во јавниот сектор предвидува трајно превземање и тоа е на тој начин уредено со законот, ние поинаку не можеме. Значи, законот ја дава таа можност, одлуката треба да ја донесе нормално, ако ја изгласа Советот, потоа согласност дава Министерството за информатичко општество. Значи, процедурата не е така баш кратка, во неколку чекори, така што заради тоа се ценеше дека на оваа седница на Совет да биде дополнително ставена оваа точка со оглед дека наредната таму ќе не знам на кој датум во ноември. И не гледам причина, тоа е од многу кратка одлука од еден член да биде пречка затоа што е доставена пред самата седница да нема можност да се разгледа. Во однос на таа забелешка јас толку можам да кажам дека одлуката е така ставена како што кажувате оптроп, да не кажам. Меѓутоа тоа е нашите аргументи во однос на итноста. Еве сега ги кажуваме зошто е така ставена оваа точка. Благодарам. Петковски први, повелете. Благодарам. Уште повеќе со вашата дискусија. Тама работа, ако секој одење на боледување, го решаваме со тоа што ќе приеме нов човек. Значи, точно, се случуваат такви работи, ама се решаваат на некој друг начин, а не со трајно вработување. Ве прашувам, што ќе правиме кога тој човек ќе се врати од боледување? Имаме двајца на исто работно место. Дали тој човек што ќе се врати од боледување ќе го префрлиме на некое друго работно место или овој што сега го наименуваме таму ќе го префрлиме на друго работно место? Институтот привремено вработување или вработување на определено време е баш за овакви случаи, а не со превземање. Со превземање само ќе створиме дополнителни проблеми. Кога тој човек ќе се врати од работа, од боледување или од привремената спреченост на работа, ќе створиме некој друг проблем, кој што пак ќе треба на некој друг начин да го решаваме. Благодарам. Благодарам. Имаше уште некој пријавен? Петрушевски, повелете. Така, јас само сите овие прашања се логични што ги постави Драга, нормално беа и од моја страна, така да се каже, смислени. Нормално можам само да констатирам. Нашата општина да нема луѓе да
покријат една работна позиција за време од месец-два додека е таа наша прослава во текот на ноември е просто неверојатно. Еве, јас се чудам, не знам како е тоа можно. Еве, давам, така се каже, фора и нашите граѓани да размислат како тоа нашата општина да нема луѓе, а горе-доле ги знаеме вработените, знаеме колка, уствари не знаеме колкав е нивниот број, се повлекувам, не знам, дека ќе нема еден човек да заврши таа работа. И констатирам, овдека имаме на сцена еден крајно безобразен напад и атак на нашиот буџет. Како да е тоа некој куп пари, па ајде сега ќе земаме, ќе трошиме, ќе правиме некоја слика дека сме ние силни, моćни, Куманово е големо и така натаму. Па големо е, ама многу проблеми имаат луѓево, многу реални патишта и улици не се направени. Така да, почитувани граѓани, сите што се надевате на одредени улици, патишта, што имате проблеми, едноставно нема пари, нема кој да ви ги направи, немојте да дозволите да ве лажат веќе. Благодарам. Благодарам. Невена Величковска се пријави, повелете. Благодарам, почитуван председател на Совет, почитувани колеги советници, почитувана општинска администрација, почитуван секретар на општината Куманово. Сакам, не знам дали добро ве разбрав и сакам да ве прашам, вие рековте дека не постои ништо друго што е законски, само овој начин сте најшле за да можете да, нели, во поддршката на градоначалникот се донесе, нели, предлог одлука за давање согласност за обезбедување финансиски средства од буџетот. Јас сакам само да ви кажам дека ако тоа е само единствено ради тоа што вака сте ја донеле ова одлука, не можело никако на друг начин да се изведе ова вработување или ова преземање, сакам да ви кажам дека постојат многу различити видови на договори, договор за вршење услуга и многу други договори кои што се склучуваат помеѓу лицето што треба да ја врши работата и помеѓу институцијата или општината или било кој друг сектор. Така да пак не ми е јасно и исто така сакам да ве запрашам кога ќе дојде тој човек што е тоа лице што е на боледување, што ќе се случи со неговото работно место. Благодарам. Благодарам. Десанка Стошевска, повелете. Јас само конкретно одговорив на прашањето на советникот дали тоа лице што се превзема од библиотека можело да се превземе на определено време. Тоа е согласно член 44 од Законот за вработените во јавниот сектор, каде што одредбата вели трајно се презема. Дава можност за трајно превземање. Јас само одговорив дека во конкретниот случај, значи за лицето од библиотека, за да биде превземено на одредено време не постои таква можност. Меѓутоа, законот дава други можности. Впрочем, и ние ги тие знаеме и сме имале случаи на седниците на Советот, имало такви точки кога сме носеле одлуки за давање согласност за ангажирање на лица на определено време, но не биле со превземање. Значи, тоа било на друг начин. Значи, во Законот за вработени во јавниот сектор постојат повеќе основи за вработување, овдека се работи за мобилност. Одредба која што дава можност за трајно превземање. Што се однесува за прашањето за тоа дали тоа лице кога ќе се врати од боледување или од привремена спреченост да извршува својата работа, па во неизвестност и се доведе неговото работно место, не е во прашање таква состојба, значи не се работи за лице кое во моментот звањето на тоа лице кое во моментот е спречено да ја врши таа работа, овдека се пополнува со друго соодветно звање што е на исто ниво, меѓутоа лицето што е привремено спречено во досегашниот период ги извршувало и овие работи на протокол. Ова е слободно место во моментот и затоа постои можност ова лице сега, ова работно место да се пополни на овој начин, за да може да ги извршува работните задачи од ова работно место. До сега биле покривани со друго вработено лице кое во моментот е спречено. Значи ова место, работно место било празно до сега. Не се работи за
пополнување на упразнето работно место заради привремена спреченост. Значи, таква можност законска не постои лицето ако е на боледување да го пополнувате со друго лице. Во никој случај тоа е прекршок законски. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг ба разбор? Емилија Трајковска, повелете. Благодарам, председателке. Почитувани колеги советници, почитувани представници на општинската администрација, имам едно прашање за секретарот на општина Куманово. Слушнавме во вашите одговори и во вашето излагање во однос на префрлувањето, за потребите кои што се јавиле во врска со работењето, организацијата на прославата за Денот на градот. Јас само сакам да ве прашам каква работна позиција извршува тоа лице во библиотеката Тане Георгиевски во овој момент и со какво звање ќе се стекне доколку овде се донесе одлука да се обезбедат финансиски средства, како што разбрав се работи за вработување кое што ќе биде ново. Во моментот, според актот на систематизација, вие немате пополнето работно место. Со какво образование е тоа лице и со какво звање би се стекнало доколку се обезбедат средства? Благодарам. Благодарам, повелете, секретар. Иако пишува во одлуката. Во одлуката пишува. Значи, јас и при најавата на точката како дополна за дневниот ред кажав дека се работи за лице кое е со исто ниво и звање, значи советник за административни општи правни работи во јавна општинска установа библиотека Тане Георгиевски Куманово, со ниво В01 со шифра на работно место КУЛ 0102 В01002 се превзема, значи, на работно место советник за протокол во оделение за поддршка на градоначалник со шифра УПР 0101 В01000. Значи се работи за исто ниво. Поинаку не може. Така законот предвидува. Значи може да се превземе на исто ниво, на исто звање. Благодарам. Благодарам. Анета Шандева. Невена, дали барате реплика, може би, да не ве прескочи? Да. Повелете. Однос само на тоа, почитуван секретара, бидејќи во одлуката не е наведено колку ќе биде, колку нели финансиски средства треба да се обезбедат, ме интересира износот на плата за ова вработување. Благодарам. Благодарам, иако ова не е конкурс за ново работно место, ама ако има информација, повелете. Во моментот јас не можам да кажам колку има советник плата. Јас не ги знам платите на административните службеници, тоа може да го каже Оделението за управување со човечки ресурси или сектора за финансиски прашања што ги сплатува. Овде кога зборуваме за звање советник, а нормално платите си се дефинирани со Законот за административни службеници согласно бодовите што се определени со Законот за административни службеници за ова ниво со звање советник. Благодарам. Благодарам, Емилија Трајковска, Анета, се извинувам, Анета Шандева данес. Благодарам, председателке. Како одат дискусиите и објаснувањата, размислувањата и сега се задлабочивме и влегуваме сега во еден други сосема нов пат, да кажеме. Се отвараат многу прашалници сега. Значи, логички размислуваме и викаме сега за потребите на општина по повод празникот ќе се доведе едно лице експерт. Ние не знаеме тоа лице со какво образование. Мене ми е жал дали е тоа машки, женски род, не ни наблегувам, нити имаме информација за кој вработен од библиотека станува збор. Не знам со какво работно искуство, почитуван секретар, се има стекнато вработеното лице во самата библиотека, јавната установа, за да може да води еден сериозен протокол. Сепак е тоа една професија која што бара на вистина соодветно образование и искуство, затоа што 500 години од град со кој што сите се гордееме. Значи треба да биде одлика на нешто на највисоко ниво, на највисок квалитет. И како токму дојде одлуката едно лице вработено од библиотека, зошто тоа лице не се земало вработено, да кажеме, од Центар за култура, каде што ја работа таа работа и има допирни точки со протокол на една сериозна институција за нашата општина, ја сметам за еден најсериозен и величествен чин 5 века од постоење на нашиот град. Навистина, како баш на тоа лице падна одлуката
и по кои критериуми баш решивме дека тоа лице, тоа и тоа, пак ќе се извинам на лицето бидејќи не знам за кого станува збор. Меѓутоа, вакви, значи, брзи одлуки и ова беше од наитен карактер, да денеска го ставиме на седница и овдека губиме значаен дел од времето, наместо да расправаме за некои многу поконкретни и покорисни работи. Благодарам. Благодарам. Дали има уште пријавени? Нема. Ја заклучувам расправата и предлог одлуката за давање согласност за обезбедени финансиски средства од буџетот на општина Куманово за 2019 година за превземање на еден административен службеник ја ставам на изјаснување. Повелете. Благодарам, за гласа 14, 6 мина беа против и 1 воздржан. Следната точка по која треба да одлучуваме гласи предлог одлука за давање согласност за аплицирање. Повелете процедурално. Во ред да пристапиме на 5 минути пауза, па потоа изјаснување. Објавувам пауза во трајање од 5 минути, а потоа поединечно изјаснување. Продолжуваме со работа пред побараната и спроведената пауза. Беше побарано поединечно изјаснување, ве молам да пристапиме кон поединечно изјаснување. Атина Мургашанска. За. За. Томица Илиć. За. Благојче Јахимовиќ. За. Ивица Костовски. Сонја Тодоровска. За. Владимир Павловски. За. Милена Стојмановска. За. Самет Салиевски не е тука. Хана Джелјадини. За. Милијан Доновски. Воздржан. Ненад Ѓорѓевиќ. За. Александра Андоновска. За. Сашо Милковски. За. Ивана Николиќ. За. Ана Ангеловска. За. Саша Арсиć. Воздржан. Драган Петковски. Против. Емилија Трајковска. Против. Борислав Додевски. Не е тука. Саша Николиќ. Не е тука. Анета Шанева Доневска. Против. Зоран Петрушевски. Против. Невена Величковска. Против. Мирослав Тричковиќ. Против. Сашо Стошевски. Против. Марија Цакиć. Против. Александра Тасиć. Не е тука. Фатмир Идризи. Не е тука. Ферис Дервиши. Не е тука. Аделина Адеми. За. Неилјо Османи. Не е тука. Јури Мимери. Воздржан. Јосама Младини. Не е тука.
Благодарам. Вкупно гласа 25 члена на Советот, за 14, против 8 и воздржани 3. Констатирам дека е усвоена одлуката. Следната точка гласи предлог одлука за давање согласност за аплицирање на јавен повик за изработка на техничка документација од страна на Фондот за техничка документација при УНДП, објавен и финансиран од страна на УНДП и Кралството Шведска. Отварам расправа по ова предлог одлука. Повелете, дали некој бере збор? Нема пријавени, ја заклучувам расправата и предлог одлуката ја ставам на изјаснување. Повелете. Благодарам, одлуката ја донесовме со 17 гласа за, 3 против и ниту еден воздржан. 31-та точка од денешниот дневен ред гласи предлог решение за давање согласност на одлуката за усогласување на вредноста на бодот во јавното предпријатие Водовод Куманово. Отварам расправа по оваа точка. Повелете. За збор се јави советникот Драган Петковски. Повелете. Благодарам, председателке. Значи, нема ништо спорно во тоа дека треба да се зголеми бодот на вработените во јавно предпријатие Водовод Куманово. И мислам дека сите ќе бидеме за такво нешто. Меѓутоа би прашал, не гледам логиката на тоа ние како Совет да донесеме нешто што веќе некој друг го донел. Значи ние само формално треба да помине на Советот на некоја одлука која што донела веќе некоја повисока институција. Само би прашал што ќе се случи ако ние не го донесеме, ако гласаме против. Дали одлуката на владата ќе се поништи? Сигурно не. Така да може би треба да се размисли, ако веќе се дадени ингеренции за одлучување за вакво нешто на некоја повисока институција, тогаш Советот нема потреба да расправа за вакви работи. Благодарам. Благодарам. Повелете директорот Горан Стојковски. Благодарам. Значи, дилемата на почитуваниот советник беше и дилема на самиот менеджерски тим на јавно предпријатие. И ова не е единствен случај кога имаме дисонанца помеѓу неколку закони, исте случај као што разговаравме при утврдување на тарифа на цена на вода. Значи, тарифа на цена на вода ја утврдува регулаторна комисија и таа цена е неотповитлива, а Советот исто дава согласност. Значи, имајќи во предвид дека кажавме ќе работиме транспарентно, затоа ова одлука е ставена пред вас како советници. Инаку се работи значи за одлука донесена на парламент, собрание на РМ, согласно закон за измена на закон за плати. Но во исто време, согласно закон за јавни предпријатија, член 11 став 6 тврди дека секоја измена на БОД треба да добие согласност од страна на Совет на општината Куманово како оснивач. Значи, во овој случај, мислам дека е многу полесно да не толкуваме закони, него едноставно да ги спроведуваме. Значи, се работи за два закона, кога е направена ова измена во закон за измена на плати, очигледно не се направени измени во останати системски закони кои што се однесуваат значи, на оваа точка. Прашање кај нас беше дали да помине на Совет или да не помине. Бидејќи се бара само согласност, као што кажав, не можеме да се доведеме во една многу интересантна ситуација, Совет да гласа не, кој што е условно понизок орган од органот кој што ја има донесена ова одлука. Него, значи, со цел за транспарентност при работа и информирање на самите советници за што се работи, а имајќи ја основа, значи, член 11 став 6 од закон за јавни предпријатија, ова точка ја ставивме пред сите советници. Инаку вашата дилема беше и наша дилема и сепак решивме да оди на Совет. Као што кажав, има многу вакви одлуки кои што со еден закон мора да се спроведат, а исто така бараат согласност од друго тело, кое што одлука на друго тело не може да ја поништи претходната одлука. Значи само во смисол на транспарентност при работа, затоа што мислам дека сепак како советници треба да бидете запознаени, бидејќи сте оснивачи на ова јавно предпријатие,
за сите измени и начин на работа во тоа јавно предпријатие. Значи не само кога донесаме пред вас извештаи тромесечни, годишни за работа и други промени на одлуки, него едноставно да сте со тек и со. Благодарам. Јас би реплика сакате, повелете. Значи неспорно е дека ние сме основач на јавно предпријатие Водовод, али во еден ваков случај може би е многу посоодветно една ваква работа да дојде само како информација или известување до Советот на општината дека владата решила да се покачи платата или да се покачи вредноста на водот. Нашето гласање, не гледам сорката на нашето гласање тука. Што гласаме? Нешто што мора да го изгласаме. Благодарам. Јас би сакала да кажам, ние гласаме нешто што ни обврска според закон за јавни предпријатија како основачи, нечи ние ги почитуваме тие одредби. Согласна сум дека има колизија кога веќе тоа со други закони е ставено во надлежност на собранието, но се додека не се измени, ние ќе ја почитуваме и оваа надлежност и како основачи ќе даваме согласност. А само би го коригирала директорот, ние не сме понизок орган, туку актите што ги носиме се со помала правна сила. Инаку Советот на општина Куманово не е понизок орган од собранието, нема понизок повисок, секој си има ингеренции во својата сфера, ние во локалната самоуправа, тие на ниво на републиката, единствено актите што ние ги носиме имаат помала правна сила отколку законите кои тие ги носат. Повелете Милен Доновски. За да не остане нејасно, токму апропо што го кажа председателот на Совет, постапувајќи по таа наша обврска да ги спроведуваме законите, ние како Совет сме обврзани да постапиме согласно законот за јавни предпријатија и нормално да го почитуваме и другиот закон кој што го има донесено собранието, а се однесува на усогласување на плати. Фактички ова би бил некој одговор. Ние немаме можност да не го изгласаме, туку со нашето позитивно гласање потврдуваме дека како основачи сме информирани за состојбата. Тоа е некое преодно правно образложение кое што навидум прави забуна, но си има правна конзистентност. Собранието си ги носи законите кои што во овој случај се однесуваат и на јавното предпријатие и на Советот. Јавното предпријатие е постапило согласно законот, Советот сега со давање согласност на таа одлука ќе си постапи согласно своите законски обврски од законот кој што е актуелен и важи. Друго е како реплика сега да не навлегуваме во правно толкување, не значи и дека ако ние не дадеме согласност, дека автоматски ќе се пременува. Само ќе треба да водиме управен спор. Ако бидеме доследни до крај со самото наше неизгласување, доколку сега ќе кажам јавното предпријатие се дрзне да не почитува, може да поведеме управен спор. Кој најверојатно ќе го изгубиме во случајов, меѓутоа исто така може би имале аргументи дека немаат кондиција, дека немаат финансиска моќ. Сега збориме сите правни алтернативи, но во овој случај нема зошто, јас барем сметам, сега сакам да дискутирам во прилог на подршка на одлуката, зошто да не поддржиме ваква одлука за усогласување на бодот. Такви одлуки донесовме и за други институции, па зошто да не и за нашите јавни предпријатија што со години немаат покачување на бодот. Повелете Петковски. Благодарам, само би кажал нешто дека не се сложувам со колегата Андоновски, дека ние немаме можност да не го изгласаме. Со самиот чин на гласање ние имаме можност да не го изгласаме. Ама не значи тоа дека ќе искористиме или нема да искористиме. Во овој случај ја мислам дека нема да искористиме таа можност, али ја имаме како можност да не ја изгласаме. Реплика Андоновски, повелете. Одговор, всушност, да. Повелете. Ние секогаш можеме да донесеме било каква одлука. Јас зборувам да донесеме одлука во склад со законот. Во таа смисла, инаку она нема правна суштина ако ја донесеме негативно. И сега, ова убаво објасни председателот на Совет, не ми беше таа намера. Јас сакав со појаснувањето да кажам само да не правиме забуна со тоа дали имаме обврска. Имаме обврска бидејќи тој закон се уште актуелен. Тој член кој што се однесува на обврската да дадеме согласност, нас не обврзува да ја донесеме таа одлука. А да гласаме. Сега, можеме ние да донесеме негативна одлука и да се повикуваме на поведување на правна постапка пред управен суд,
каков ќе биде исходот на таа постапка е ирелевантно. Сакав да појаснам само во сегментот на потребата Советот да се произнесе по оваа предлог одлука. Во тој сегмент беше моето укажување, а не во суштина каква одлука ќе донесе. Благодарам. Благодарам. Петрушевски бараше збор, повелете. Така, сите овие формалности, што се вели, на некои ни се јасни, некои не ни се баш јасни. Јас сакам само едно да кажам дека главното и суштината е овдека дека ова јавно предпријатие и тие луѓе таму што работат очекуваат некакво покачување и ние најверојатно ќе бидеме согласни не од формални причини, добро, ова што бе се дискутираше си е во ред, туку ја би рекол од суштински причини, затоа што едноставно си ја работат, нивната работа, ние во Куманово во еден период, може би има година, две, колку сме добри со водоснабдување, некни кога беа нешто да ги караме таму проблеми некои као точка ставив и така натаму, но во принцип овие луѓе си ја работат својата работа и се надеваме ова покачување ќе биде во корис на уште по-добро работење. Според мене тоа е суштина и нормално дека ќе поддржиме една ваква одлука. Благодарам. Благодарам. Реплика Андоновски, повелете. Повторно заради јавноста, за да не се створи погрешна представа дека формално ние од формален аспект беше поставено прашање за формалност на потребата да се донесе ваква одлука. И во таа смисла беше одговорот. Инаку, ние како мнозинство во секој случај и секогаш ќе ги поддржуваме сите позитивни законски решенија донесени од собранието кои што се во интерес на вработените, особено на вработените во нашава општина. Во случајов, се согласувам за да не предизвикам потреба од контрареплика, се согласувам со оценката на колегата советник кој што дискутираше пред мене дека и ние сме задоволни од начинот на работа и како се справуваат со проблемите во ова јавно предпријатие, менаџерскиот тим, но и вработените во ова јавно предпријатие и секако заради нивниот вонреден напор и желба да пружат колку е можно подобра услуга, со задоволство ќе гласаме да се усогласи вредноста на водот. Што и да подразбира тој термин. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Одговор на реплика Петрушевски, повелете. Така, мојот одговор е да се заблагодарам на советникот. Добро. Благодарам на двајцата. И уште еднаш да прашам дали има уште некој пријави? Нема. Заклучувам расправата и предлог решението за давање согласност на одлуката за усогласување на вредноста на бодот во јавното предпријатие Водовод Куманово го ставам на изјаснување. Повелете. Ви благодарам. Решението го донесовме со 24 гласа за, 1 против и ниту 1 воздржан. Во овој момент објавувам прекин на седницата, за нејзиното продолжение ќе бидете дополнително известени. Ви благодарам.